How are you today? Како сте денеска? Fine. Okay, that's great because I need your all concentration. Добро е што сте добри, затоа што сакам целосно да се концентрирате денеска на пораката. Because today, in this morning, I want to enter in the core of the new theology. Бидејќи денеска би сакал да навлеземе во центарот, во јадрото на така наречената нова теологија. So we have spoken about the new theology, about the fact that those who are with the new theology don't believe that we can overcome sin. Зборувавме нели за новата теологија, ја спомнавме, кажавме дека тие кои што ја застапуваат не веруваат дека можеме да го победиме гревот. They believe only in justification and not in sanctification. Тие веруваат само во оправдувањето, но не и во посветувањето. By sanctification, understanding the possibility of overcoming sin. Преку by justification. Sanctification. Преку посветувањето можноста да се победи гревот. What I want you to know is that the same problem that we find in those who are sustaining the new theology. Excuse me, Okay. I was. So repeat. Yeah. Okay. What I want you to understand from the beginning Она што сакам да го разбереме од самиот почеток is the fact that the main core or the core of the new theology е тоа дека јадрото на новата теологија is also the core of other theology that are present in the Seventh-day Adventist Church. е исто така тоа исто јадро и на другите теологии кои што се присутни, значи лажни теологии, науки во адвентистичката црква. And I give you an example because it is possible to be influenced by this theology. И ќе ви кажам пример, ќе ви дадам пример како е можно да паднете под влијание на оваа теологија. It's about the theology of Jack Sequeira. Станува збор за науката, теологијата која што е застапува Джек Секвера. So, both the official theology of the Seventh-day Adventist Church is teaching by the professors of today. Значи и она званична наука која што се поучува од официјалните професори денеска, is found also in Jack Sequeira's teachings. Исто така може да се најде и во учењата на Джек Секвера. We are born sinners. А тоа е науката, учењето дека ние сме родени како грешници. And this is the core of the new theology. И тоа е јадрото на новата теологија. This is the biggest error of the new theology. Тоа е една од најголемите грешки на новата теологија. So today I want you to study this subject. Затоа денеска би сакал со вас да ја проучуваме оваа тема. Our subject is True Gospels, a Conflict, an United Church. Насловот на темата е Две евангелија, судир, обединета црква. In the beginning, I want you to see what Kenneth Samples, an evangelical Calvinist, Би сакал на почетокот да видиме што вели Кенет Семплс, или Семпл, еден евангелски калвинист. have said about Adventism. Значи, што тој рекол за адвентизмот? Now, Kenneth Samples Кенет Семплс was colleague with Walter Martin at Christian Research Institute Journal. бил колега со Валтер Мартин, значи, работејќи го на овој журнал. And he knows very well our history from 50s. И тој многу добро е запознаен со нашата историја, адвентистичката историја од 50-тите години на минатиот век. In 1988, he wrote an article entitled Во 1988 година напишал една статија со наслов From Controversy to Crisis, you can translate it. Од судир во криза и едно апдейтирани погледи на адвентизмот на адвентистите седмиот ден. Let's see what he is saying. Да видиме што вели тој.
Од своето настанување во средината на 19 век, адвентизмот останал крајно контроверзен помеѓу евангелските христијани. Всушност постоеше некаков вид на консензус помеѓу евангелските професори дека адвентистите на седмиот ден, односно црквата, беше нешто повеќе од нехристијанска секта се до 1950-тите, кога Доналд Грей Барнхаус и Волтер Мартин започнале сеопфатно вреднување на адвентистичката наука. Be careful here how much they have worked together. И сега внимавајте колку време, значи колку труд вложиле во таа заедничка работа. После илјадници часови истражувања и обсежни состаноци со адвентистичките официјални лица, Барнхаус и Мартин заклучиле дека адвентистичката црква не е антихристијанска секта, туку дека е помалку неортодоксна. Кон средината на 70-тите во адвентистичката црква се појавиле две фракции. Традиционален адвентизам, кој бранел многу од адвентистичките позиции од пред 50-тите, и евангелски адвентизам, кој го нагласувал реформаторското сваќање на праведноста преку вера. Овој судир многу скоро им го отстапил местото на силни внатрешни кризи кои предизвикале страшни поделби во деноминацијата. So you see, what I have already told you Го гледаме овде она што веќе ви го кажав. is also what others who are searching in Adventist history agree. Тоа што овде го гледаме, околу тоа се служуваат и мнозина други истражувачи на адвентистичката историја. At 30 years and a little more from 1957, Значи, 30 години после 1957 година и нешто повеќе, Kenneth Samples, who was a colleague with Walter Martin, Кенет Семпл, кој што бил колега на Валтер Мартин, speaks about the meetings that Adventists had with Calvinists. зборува за оние состаноци кои што ги имале адвентистите заедно со калвинисти. And he is saying that somewhere in the 70s, И тој ни кажува дека некаде во средината на 70-тите two distinct groups, factions, emerge in the Seventh-day се Adventist појавиле Church. две фракции во адвентистичката црква. One group is holding the Adventist traditional beliefs, Една група која што верува во традиционалните адвентистички верувања, the other group is emphasizing the evangelical conception about righteousness by faith. и другата група која што ги потенцира евангелските концепти во врска со науката за праведност преку вера. In describing the second group, Опишувајќи оваа втората група, those who emphasize the evangelical gospel, оние кои што го потенцираат евангелското евангелие, Kenneth Semple says the following. ова го вели Кенет Семпл. Next slide. Нашата позиција и сигурност пред Бога почиваат исклучиво на Христовата припишена праведност. Безгрешното совршенство не е можно од оваа страна на вечност. Довербата во Христа на личноста и дава сигурност. So, Kenneth Semple is not speaking here about his church. Значи овде Кенет Семпл не зборува за неговата црква, He's not speaking here about evangelical gospel. не ни зборува за евангелското евангелие, He is speaking here about what Adventists from the second group believe. туку ни кажува онаа втората група на адвентисти што веруваат. It's clear? Дали е јасно во? So the question is, why the Adventists from the second group believe so? Прашањето се поставува зошто адвентистите од оваа втората група веруваат баш така. What do you think? Што мислите вие? Which is the main reason, the core, let's say, for this thinking? Која е главната причина што така размислувале, така верувале? Because of their sins. To somehow
Yes, because of their sins, they want maybe to remain in their sins. Добро, во ред, да, точно е. But И it's- тоа? Како? Lesna. Yeah, cheap. Cheap gospel. Yes, it's a Lesna Evangelie. Okay. Или ефтино евангелие, да. Something else? Тоа е нешто слично што го каже и Данила, да. To be saved with To be saved in sin? Yes. Okay. because of their ego. They didn't want to reject. Yes, you also have right. Исто и тоа, и вие сте во право. Се е тоа точно што го кажавте? How do you say refine? Рафинирано. Raffinieren. Let's find a raffinired answer. Ајде, да пронајдеме еден рафиниран одговор. Now, who was Edward Heppenstall? Е, сега да се подсетиме, кој беше Едвард Хепенстал од вчера? Како? If he started those kind of things, to teach those kind of... Yeah, he was the most important writer Значи, тој беше еден од највлијателните, најважните писатели, who said that it's impossible to overcome sin. кој што навлегол нели во таа идеја и рекол дека е невозможно да се победи гревот. Now, he wrote an article entitled Тој напишал еден напис со наслов How Perfect is Perfect, or is Christian Perfection Possible? колку совршено е совршеното и дали е можно христијанското совршенство. Now, this article written by Heppenstall Овој напис, ова статија напишана од Хепенстал, can be found on Biblical Research Institute website, може да се најде на веб страната на Библискиот истражувачки институт. meaning that the presence of this article there Што значи дека присуството на таа негова статија таму represents the position of Biblical Research Institute. ја представува всушност и позицијата што ја зазема овој институт, Who is managed by General Conference of Seventh-day Adventists. кој што институт е менаџиран, е воден од страна на Генералната конференција на Адвентичка црква. You understand? Го разбираме ова, нели? Down in the bottom of the slide, you can see the link where this article can be read. Да, долу се Today. наоѓа и линкот каде што може да се прочита значи целиот тој надпис. Now, please be very careful Ве молам сега да Carefully. бидете многу внимателни, to understand what he is saying да разбереме што вели тој овде во овој напис. and why he is believing that we will continue to sin till Jesus come, И зошто тој верува дека ќе продолжиме да се грешиме се додека Исус не дојде. and that perfection and sinlessness cannot be realized now. И дека не е можно да достигнеме совршенство и безгрешност сега. Okay, let's see. Ајде да видиме. Една од пречките за успешно водење на христијански живот е неразбирањето на тоа што вели Библијата по прашањето на природата на гревот и совршенството. Ако нечи поглед на гревот е доволно плиток, безгрешното совршенство не би било невозможно достигнување. Погрешниот поглед на гревот е тоа што доведува до погрешно разбирање на совршенството. Ако гревот едноставно значи намерно, своеволно чинење на она што се знае дека не е во ред, тогаш ниту еден христијанин не би требало да направи таков вид на грев. Но ако гревот ја вклучува и човековата состојба на умот и срцето, човековата наклоност кон грев, гревот како склоност која живее во нас, тогаш совршенството представува целосно поинаква слика. Потребата од безгрешно совршенство било кога за време на овој земски живот е коренот на духовната гордост и самоправедност. Спасението само по милост значи дека апсолутно совршенство и безгрешност не можат да се постигнат овде и сега. Now, somebody please make a summary of this teaching. Somebody make for me a summary of what he's saying.
Некој за мене, значи еден брат или што направи едно резиме значи на ова цело негово учење. You are Somebody, asking yes, for- I'm asking for somebody to make a summary. Значи прашање до вас, некој од вас да направи едно резиме, значи накратко да го објасни ова негово учење, ќе може ли? Who's the hero? Има ли херој? Кој е херојот? Доброволецот, што е ли? Okay, let's try. Значи некои гревови не смееме да ги правиме, што ги знаеме, а некои гревови што не ги знаеме, може да си ги правиме. Значи некои гревови не можеме, некои гревови може да ги правиме. He says that we can commit some kind of sins that we know that is sin, but I mean that we don't know, but some kind of sins we could do or we cannot do. But we didn't touch the core. Меѓутоа не допираме до самата суштина, значи. Тоа е тука некаде, меѓутоа не допираме до суштината. A second try. Има ли некој друг доброволец? Мислам дека е јасно во текстот, нели, дека врската меѓу тоа како го сваќаме гревот и совршенството, дали е можно или не е можно. Ако плитко го сваќаме, кој што We вели have a таму sister он, once тоа ще told us. можно, ако не. Гревот док не смо знали. Онда и тако и тако, але кога сум дознале вистината, онда више гревот не треба да делуе на нашето срце. Але не можемо гревот да го одбацимо ми сами. Ми треба да тражимо помоќ од Исуса Христа и онда он ќе ни помогне и гревот ќе го одбациме. Але најтешко е одбацување човек да се бори против себе. Најголемо зло е да се бориш против гревот. Против непријател ќе се бориш и си бориш. Али во својот грев само Господ да помогне да не очисти срцето и разумот и крвта све, да Негов дух дојде на нас и така ќе не спаси Господ. А ако тој не дојде, ми нема да се спаси. Сега треба Што греша стално, тој плата на крај ќе биде. Тие ќе бидат бацени. 10 реченици од кумановски на англиски сега треба да ги преведам. She says that we, as long as we didn't know that something is sin, then it was okay. But after we Okay. make known, so that was the. Okay. the reason. Look there. Добро, да погледнеме овде. Heppenstall operates with two definitions for sin. Значи, Хепенстал овде не представува, значи оперира, разгледува две дефиниции на грев. He says, Тој вели, if we consider sin to be simple, just an act of wrongdoing, значи ако го сметаме гревот како еден едноставен акт на нешто што ќе го направи што не е во ред, a disobedience of the law, значи непослушност кон законот, ако така го сметаме гревот, no one should commit this sin. тогаш никој не би требало да направи еден таков грев. But if sin includes, second definition, Меѓутоа сега во втората дефиниција, ако гревот вклучува, man's bias to sin значи човечката состојба, тоа е наклоноста кон грев на човекот, indwelling tendencies or passions, потоа страстите и склоностите кои што се дел од нашата природа, then perfection has a totally different picture. тогаш добиваме со себе поинаква слика за совршенството. We cannot be perfect. Тогаш во тој случај нема шанси да бидеме совршени. Salvation by grace means, he says, И овде вели на крајот спасението само по милост значи that absolute perfection and sinlessness cannot be achieved дека now. апсолутното совршенство и безгрешност не можат да се постигнат овде и сега. So always when you hear some teachings about the gospel, Значи секогаш кога ќе слушнете некои учења за евангелието, try to understand with how many definition
one man is working. Обидете се да разберете, да сватите колку дефиниции користи тој човек, значи, кој што ви го презентира таквото Евангелие. Heppenstall works with two definitions for sin. Хепенстал овде работи, користи две дефиниции за грев. One definition is simple, the disobedience of the law. Едната дефиниција е едноставно кршењето на законот. The second definition is the state in which we are born. Меѓутоа, втората дефиниција ја опфаќа состојбата во која што сме родени. Our flesh, Нашето тело. our indwelling tendencies inherited by birth. Значи, оние склоности кои што се дел од нашето тело, наследени со раѓање. Now, let's see Сега да what видиме George Knight has to say. што вели на оваа тема Џорџ Најт. Under a subtitle, The Nature of Sin, the Foundational Issue, he is saying, Значи, под насловот Природата на гревот, темелно прашање, тој вели вака. Кога е во прашање гревот, постои една точка со која што се сложуваат сите страни во дискусијата. Имено дека во зависност од тоа како луѓето го разбираат гревот, тоа ќе го одреди нивното разбирање на спасението. На крајот на краиштата лекот мора да биде еднаков или повеќе од еднаков со болест. Важно е да се препознае, напишав во 1992 година, дека неадекватната наука за гревот нужно ќе доведе до неадекватна наука за спасението. Овде целосно се сложувам со заговорниците на учењето за последната генерација како што се Денис Приби и браќата Стендиш. this is a very important point. Ова е една многу битна поента. When it comes to sin, when we speak about sin, Кога зборуваме за гревот, everybody's on agreement. сите се сложуваат на една точка. This means Ова значи that one's understanding of sin, somebody's understanding on sin, Значи, ова значи кога некој ќе го разбере гревот, will define his understanding on salvation and perfection. значи тоа како некој го разбира гревот, тоа ќе дефинира неговото разбирање и за совршенството. Do you understand? Дали го разбираме ова? So if I define sin in a way, I have a definition for perfection. If I define other way, I have another definition of perfection. Значи, ако го дефинирам гревот на еден начин, тогаш следствено на тоа добивам и друга дефиниција, една дефиниција за совршенството. Меѓутоа, ако го дефинирам на поинаков начин, тогаш добивам друга дефиниција и за совршенството. It's clear till now? Јасно е? До тука. Now, let's see what he's saying about Heppenstall. Please stop after the first phrase, proposition. Добро, да видиме што вели овде. Против ставот на историските адвентисти за природата на гревот стои и Едвард Хепенстал. We stop here. Yeah. So, how many definition had Heppenstall? Колку рековме дека дефиниции користи Хепенстал? Ту. True. How is he staying? He stays. Standing. How is he standing? Значи, какви се неговите ставови? That we cannot... Yes. But looking there, Heppenstall is standing against historical Adventism interpretation of Неговиот став е против ставот на историските адвентисти за природата на гревот. So he has two definitions and he's standing against Adventism. Значи, користи две дефиниции и ставот му е против ставот на адвентистите. You understand? Го разбираме ли ова? That's why those who believe in the new theology are the real dissidents of the church. Токму затоа можеме да кажеме дека оние кои што веруваат во новата теологија се вистинските дисиденти. Because they departed from the faith given once for the saints. Бидејќи затоа што тие се оддалечиле од вистината која што еднаш им беше дадена на светиите. So again, Heppenstall, by his definition of sin, stands in opposition with Adventist theology. Значи, повторно да повториме, Хепенстал со оние негови две дефиниции за гревот стои во спротивставеност со
вистинската адвентистичка теологија. Let's read further. Да продолжиме понатаму со цитатот: за него гревот не е само кршење на законот или живот на погрешни избори, туку и состојба на битието во која што целата природа на човекот е расипана. Во кратки црти, според разбирањето на Хепенстал, грешните акти и погрешните избори се второстепени во однос на грешната природа. Всушност, грешната природа ги прави погрешните избори и акти неизбежни. Луѓето се грешници. Како резултат на тоа, тие прават грешни дела. So do you understand? Разбираме ли ова? Because we are sinners, Поради тоа што ние сме грешници, така се родени, because we have sinful nature, затоа што имаме грешна природа, we make sinful choices and action заради тоа правиме грешни избори и грешни дела, without the possibility to avoid без можноста да го избегнеме тоа. choice and actions inevitable. Значи, неизбежни се таквите избори, таквиот избор и таквите дела. Поради тоа што сме родени грешници, неизбежно е да грешиме. You understand? Го разбираме ли ова? Because we believe that we are born sinners, Затоа што веруваме дека сме родени како грешници, we have problems in understanding what salvation means and perfection means. имаме проблем да разбереме што значи спасението и што значи совршенството. This is also the opinion of George Knight. Let's see. Ова мислење го дели и Џорџ Најт. Ево да видиме како да ги ускладиме првото и третото поглавје од Прво Јованово послание. Единствената солуција е да признаеме дека апостолот употребува повеќе од една дефиниција за гревот. And also, this definition of sin is widely spread, Исто така, оваа дефиниција за грев е широко распространета, it is preached also in Eastern Europe. се проповеда значи, за таа наука во Источна Европа. Ке молам за внимание, пошто I hope you understand what I'm saying by Eastern Europe. се надевам дека разбирате што подразбирам под Источна Европа. In humans thinking the Eastern Europe is the end of the world. Како разбираат луѓето, мислат дека Источна Европа е крајот на светот. No civilization there, no capitalism there, no money there, no Значи, good нема life there. цивилизација таму, нема капитал, капиталисти, нема живот, нема пари. But this theology entered into Eastern Europe. Меѓутоа, оваа наука, оваа теологија навлегла и во Источна Европа. Let's see how this is taught in Romania. Ајде да видиме како ова се поучува во Романија од Золтан, Yeah. од Маđарот. Фаркаш Золтан. Во Римјаните 1:18 Павле започнува ригорозен процес на теолошка аргументација околу идејата дека состојбата на битието на секој човек е одбележана и одредена со неразделив внатрешен фактор на човечкото постоење, кој тој го нарекува грев, користејќи ја оваа именка на грчки јазик, при тоа користејќи еднина, хамартија. Значи, тоа е зборот на грчки. Заради ваквиот генерализиран екзистенционален фактор кој сите не сврзува, луѓето во основа грешат, односно прават грев во множина, прават гревови. Она што луѓето генетски го наследуваат е токму таквата состојба на битието, кое што се одредува со внатрешното присуство на гревот во еднина. Гревот во еднина, како моќ или предиспозиција, има многу други теолошки и библиски синоними, како што се стариот човек, земската природа. So the same teaching with different words. Истото учење, меѓутоа со други зборови овде. He understands that Paul is speaking about sin at singular, referring to the state in which you are born. Тој разбрал дека Павле зборува во своите списи за гревот во еднина, однесувајќи се нели на нашата грешна природа. And when Paul speaks about sins at plural, he is speaking about the acts of. А кога Павле Disobeying the спомнува law. гревови, значи во множина, тогаш тој зборува за грешните акти или дела.
Now it's very important that every one of us to be here. Много In е важно да сме овде, да сме присутни, да сме насочени за да разбереме. Is somebody who think that he did not understood? Дали има некој меѓу вас кој што смета дека не разбрал досега нешто? Everybody understood everything, yeah? Сите разбравте се, а? Okay. Ке видим, има 90 прашања. Now, knowing what is happening in the Adventist theology now, Знаејќи, познавајќи ја состојбата и што се случува во адвентистичката наука сега, моментално, understanding that the theological tension is because we have different definitions of sin, сваќајќи дека таа теолошка тензија е заради постоењето на различни дефиниции за гревот, we must ask ourselves, мораме да се запрашаме себе си. when Heppenstall went back to Luther Кога Хепенстал се навратил назад се до Лутер, and we saw yesterday evening that going back to Luther means to go back to Augustine, а вчера вечер видовме дека враќајќи се кај Лутер, всушност тоа значи дека се враќате кај Августин, the question is се поставува прашањето. what Augustine taught about sin. Прашањето е, сега што Августин учел и разбирал за тоа што е гревот. And we'll see this reading a quote from Alistair McGrath, Ова ќе го видиме преку еден цитат напишан од Алистер Мегрет, who is an Anglican priest, so Calvinist, кој што е англикански свештеник, со други зборови калвинист, so an Augustinian thinker. или некој кој што размислува како Августин. Please be very careful to this quote. Внимавајте што пише во овој цитат. За Августин, човештвото е универзално погодено со гревот како последица на падот. Ние немаме контрола над нашата грешност. Тоа е нешто што ги контаминира нашите животи од раѓање и доминира со нашите животи и после тоа. Тоа е состојба над која што немаме контрола на одлучување. Би можеле да кажеме дека Августин сваќа дека човештвото било родено со грешни склоности како дел од човечката природа, со својствена склоност кон актот на грешење. Со други зборови, гревот предизвикува гревови. Состојбата на грешност предизвикува индивидуални акти на грев. Августин ја развива оваа точка повикувајќи се на три важни аналогии. Првобитниот грев или изворниот грев, како болест, како сила и како вина. What can you say about this? Што можете да кажете во врска со ова? Данило, да не краше раката? Данило, остави. Дека Августин признава дека е грешен, а од друга страна направен е светец. Here Augustine recognized that he is a sinner, but he becomes a saint in the... In the Catholic Church. Yes, this is the idea. A sinner is a saint. Тоа е идејата, значи грешникот да стане светец. Мислам, грешникот станува светец. Лесна. Е светец. Лесна Евангелија. Okay. Ефтино Евангелие, ефтина милост. Ефтина. Ефтино. Чип. Ефтина. Ефтино. Okay, so what is Augustine saying differently that our Augustine, our Heppenstall? Yeah, you say it, right? I wasn't trying, yeah. Значи, што кажал Августин, овој католичкиот, поинаку од нашиот Августин, односно Хепенстал? What he's saying differently? Што, дали нешто кажува поинаку од Хепенстал? It's the same. Исто, да. Sin as a state determines sins as the acts. Значи, гревот како состојба ги одредува гревовите како акти. Значи, ако сте родени во тој грев во еднина, како што вели, тогаш правите гревови во множина. Now, let's look to this image. And we don't, oh, it's perfect. I hope that it will come. So, left, Augustinian original sin. Налево,
го имаме првобитниот или изворниот греф според Августин. And on the right, I wrote Adventist trademark sin, but I don't know if you wrote this. No. No. Okay. Гревот според адвентистите. И тоа, како што Паул вели овде, Register mark, trademark. значи, Окей. како регистрирано, не ми текнува сега, трейдмарк. Now, in your left you have Augustine, Calvin, and Martin Luther. Налево ги имаме Августин, Калвин и Мартин Лутер. In your right side you have Andrews University, Biblical Research Institute, George Knight. And the others. На десно ги имаме Ендрус универзитетот, Библискиот истражувачки институт, Джордж Найт, Froome, Heppenstall, Фрум, Хепенстал, Dennis Fortin, Roy Adams, Roy Adams, Solos, Dennis Fortin. Forkosh. Золтан и... Да, Рой Адамс. Now, We have more than... we have more, for sure. Now, let's see. А имаме и повеќе од овие, значи што се на сликата, не само тие. We have 4 points here. Имаме 4 точки овде. We have 2 definitions for sin. Имаме две дефиниции за греф. One, A, the state of sin, Под А, состојба на битието. or sin at singular form, Тоа е гревот во еднина, како што се earthly изразува. nature, flesh, old Земска man. природа, плод, стар човек, склоности, како сакате земете, тоа е тоа. Тоа е грев во еднина. And sin, B, as an act. И под Б, гревот како акт, како дело. Okay, let's see. Give us a point. Let's see if it goes. Okay. So, those on the left agree with this. Овие налево, значи Августин, Калвин и Лутер се согласуваат со овие две дефиниции за гревот. Because of sin from A, we cannot attain perfection and overcome sin. Заради гревот под А, значи состојбата на битието, не можеме да постигнеме совршенство и победа над секој грев. Тие се сослужуваат со тоа. Jesus was exempt from sin as flesh, as human nature, because if he had this human nature, he would also be a sinner. Исус пак бил ослободен од гревот под А, од таа состојба на битието, и не беше како нас во смисла на телото, склоности и така натаму. И со тоа се служуваат. And sin brings death as a condemnation for sin. Гревот под А донесува смрт како последица на вината за грев. И со тоа се служуваат. Now tell me, at first point, do those from the right side agree? Кажете ми дали според по првата точка се служуваат и оние од десно. Да. Give a click. At the second one? По втората точка дали се служуваат? Да. At the third one? Окей. Okay. Третата по втората. Се служуваат, значи и за втората и за третата. But at the fourth? А на четвртата? No. No. Let's find out. Ајде да дознаеме дали е така. Let's read something written by Raymond Cottrell. Да прочитаме нешто кој што го напишал Реймонд Котрел. Ова е првото што го знаев, дека адвентистите веруваат во првобитниот грев, изворниот грев, барем во техничко-теолошката дефиниција на зборот. Овој термин има техничко-теолошки смисол со кој не би можеле да се сложиме, кој би изискувал сакраментални обичаи, како што е крштевањето на бебиња. So seems that the original sin has entered into Adventism. Се чини од овде како да овој првобитен грев навлегол и во адвентизмот. It did not remain on the Catholics or on the evangelical just. Значи не се задржал само кај католиците и кај другите The протестанти. concept of original sin found a way and entered into the Adventist church. Концептот на првобитниот грев нашол начин како да влезе и во адвентистичката црква. Now, let's see what another important theologian of the Seventh-day Adventist Church, Norman Galley, has to say about. Да видиме што вели уште еден важен теолог
во адвентизмот, Норман Гали, што вели околу ова? The condemnation death. Според Светото писмо со други зборови, ние сме родени грешни и подложни на смрт, пред да се прекрши законот. Ако се случи бебе да умре после неколку часа или дена од раѓањето, тоа е се уште подложно на втората смрт, на осудата на смрт, иако никогаш не прекршило никаква заповед. So what do you think? Do we believe that we are condemned to death only because we exist? Што мислите, дали ние сме осудени на смрт само поради нашето постоење? But what he's saying? Но што вели овој овде? He's saying that the Адвентистички baby is теолог condemned to death only because he exists. вели дека бебето е осудено на смрт само поради постоењето. Вели само неколку часа или дена по раѓањето. Let's see another one. Ево уште еден цитат. Роберт Олсон. Коментарите на господја Вајт се во целосна хармонија со Библијата, но се дадени многу подетално. Се вели дека Адамовиот грев влијае на нас на три начини. Прво, ние сме родени во состојба на вина, наследена од Адам. Ние мораме да умреме како последица на ваквата состојба, тоа е под 2, нели? И под 3, ние сме родени со природни склоности кон злото. Сме ја наследиле вината од Адам, така што дури и на бебето кое умира ден после раѓањето му е потребен спасител, иако тоа не направило никогаш свој личен греф. Now let's answer to our question Да одговориме сега на нашето прашање, дали се служуваат и во четвртата точка. and give the other green and red because Okay. don't forget the question at the fourth point with red. let's Значи, say, прашањето down. беше дали се служуваат овие од десно и на четвртата точка. Do we agree? Според она што го прочитавме, да. Now the question is, which is the difference between the concept of original sin Се поставува прашањето која е разликата меѓу концептот на првобитниот грев, as it's taught Според- by Calvin, според Августин, Калвин Augustine и and Martin Мартин, Luther, and that Adventist trademark sin? Which is the difference between them? и овој грев како што го сваќаат адвентистите од десно. There is no difference. Нема разлика. Нема никаква разлика, значи. This is the reason for which it is very easy for us to enter in ecumenical meetings. Ова е причината зошто е лесно, толку лесно за нас да навлеземе и на тие екуменски состаноци. That's why it's easy for us to say, as Roy Adams had said in 1991, Затоа е лесно за нас да кажеме, како што кажал и Рој Адамс во 1991, that the actions of the World Council of Churches fits perfectly in the three angel messages. дека делата и активностите на светскиот совет на цркви совршено се вклопуваат во тројната ангелска вест. Она што читавме Now, претходно. Luther had a doctorate in theology. Лутер докторирал, значи на теологија, имал докторат. Calvin was a big theologian. Калвин исто така бил голем теолог. Augustine is their father. Августин е нивниот татко. If we look on the right side, I'm for sure that every one of them has a doctorate in theology. Овие од десно, ако ги погледнеме, јас сум сигурен дека сите имаат докторат по теологија. Now, the person who you are seeing now in the picture has only 3 grades. А личноста што ќе ја видиме сега, завршила до таму достигнала, до трето оделение. So let's compare how a woman with 3 grades Е сега да споредиме како една жена со завршено трето оделение has to say about the core of theology и што една ваква жена има да каже and to compare her with the doctorate degree. за јадрото на незината теологија и да го споредиме тоа со овие докторати и доктори што претходно ги видовме по теологија. Now, when he comes to speak about the nature of sin, Ellen White is saying Кога
таа зборува за природата на гревот, еве што вели. You can read all. Веднаш, штом ќе се одвоиме од Бога преку грев, кој е кршење на законот, Сатаната ја презема контролата над нашите умови. Вториот цитат. За да Исус влезе во нашите срца, мораме да престанеме да грешиме. Единствената дефиниција за грев, што ја имаме во Библијата, е таа дека гревот е кршење на законот. И третиот цитат. Единствената дефиниција која ти е дадена, ни е дадена во Божјето Слово е гревот е кршење на законот. Апостолот вели, каде што нема закон, нема ни престап. So, how many definitions are in the Bible according to a woman with 3 grades? Колку дефиниции постојат за гревот според жената која што завршила трето оделение? Само една дефиниција. 1. This means that when Heppenstall is operating with 2 definitions, Ова едноставно значи дека кога Хепенстал работи со две дефиниции, користи две дефиниции, he goes into trouble. нормално дека ќе навлезе во проблеми. He goes afar from the Bible. Се оддалечува од Библијата на тој начин. He goes afar from the Word of God. Се оддалечува од Божјето Слово. Now tell me what the Word of God is doing for us and in us. Сега кажете ми, што прави Божјето Слово за нас и во нас? Tell me, what do you know about Word? Кажете ми што знаете вие за Божјето Слово? Каква способност има тоа да направи за нас и во нас, повели Ленче? Значи, ако ние не напредуваме, ние не можеме да стоиме во вест, ние се враќаме назад. Ако следиме точно како пише во Библијата, ние мораме да одиме назад и назад се враќаме. If you agree with the Bible, we go forward. We cannot stay place or go backwards. Yes. Let's open the Bible in Ephesians chapter 5. Да отвориме Библијата во Ефесијаните 5 глава. Let's read verse 26. Ефесијаните 5 глава, 26 стих. Ефесијаните 5, 26. За да ја освети, смисли на црквата, значи Словото, за да ја освети, очистувајќи ја со водно капење во Словото. So we are sanctified and cleansed Значи, ние сме посветени и очистени by на кој начин? Преку што? збор. Yeah. Преку Словото. By the Word. Преку Словото, да. Со Словото. So, if I'm departing from the Word in the teaching of sin, Значи, ако јас се оттргам од Словото во врска со учењето за тоа што е грев, I'm departing from the possibility of being sanctified and clean. јас тогаш на тој начин се оттргам од можноста да бидам посветен, осветен и очистен. That's why it's very important how we define sin. Затоа е многу важно како го дефинираме гревот. Do you understand? Дали се разбираме? It's not a small issue, a Тоа simple не е issue. мало прашање, мал проблем, The definition of sin мала работа. Дефиницијата за грев is the core of understanding the gospel. е основа, е јадрото за да се разбере Евангелието. If we believe that we are born sinners Ако веруваме дека сме родени грешници and we define sin as being a state in which we exist, и ако го дефинираме гревот како една состојба во која што постоиме, живееме, the gospel is gone, тогаш го немаме Евангелието, sanctification is gone, посветувањето исто така го нема and our cleaning from sin is gone. и нашето прочистување од грев исто така го нема. Let's see what Ellen White has to say about perfection. Да видиме што има да каже Елен Вајт околу темата за совршенство. Сатаната не можел да најде ништо во Божиот син што би му возможело да победи.
Тој ги одржал заповедите на својот татко и во него немаше грев кој сатаната можеше да го искористи во своја корист. Ова е состојбата во која што мораат да се најдат оние кои ќе стојат во времето на неволите. So it's clear, no difference between Christ and the last generation. Значи, јасно е, гледаме во цитатот дека не треба и не може да има разлика меѓу Христа и последната генерација. In terms of obedience, not about in terms of nature or something Нормално, кога станува збор за послушност, не за природата. like this. Now, let's go to the next quote and read it. Следниот цитат гласи: Во почетокот Бог го постави човекот под законот, како неопходен услов за самото негово постоење. На оваа земја сатаната се обидел да ја заврши работата која ја започнал на небото. Тој изјавил дека човекот не може да го држи Божиот закон, но преку совршена послушност на барањето на законот, човекот се оправдува. Ваква послушност е можна само со вера во Христа. Секој што преку вера ги држи Божите заповеди, ќе достигне состојба на безгрешност во која што живеел Адам пред неговиот престап. Now, do you saw something interesting? Дали видовте овде нешто интересно? The perfect obedience of the law of God will justify us. Дека совршената послушност на барањето на законот ќе не оправда, не оправдува. So, justification by faith in Christ Значи, оправдувањето преку вера во Христа in practice is meaning that we will keep the law во пракса значи дека ние го држиме законот, because we are empowered to keep the law. заради тоа што сме добиле сила да го држиме. Faith in Christ Верата во Христа makes obedience possible. го ја овозможува таа послушност. Sounds biblical? Дали ова звучи библиски? 3 grades woman. Жена со трето оделение. Compare her with our doctorate professors. Споредете ја со докторите по теологија од адвентизмот. It's a very, very big difference. Многу голема разлика. Let's continue. Да продолжиме. Мораме да сватиме дека верувајќи во него, наша предност е да станеме соучесници во божествената природа и така да ја избегнеме расипаноста која е во светот преку страстите. Тогаш сме очистени од секаков грев и од сите недостатоци на карактерот. Ние не треба да задржиме ниту една грешна склоност. What we must not retain? Што не треба да задржиме? Ниту една грешна склоност. But we have a problem now. Меѓутоа овде имаме сега еден проблем. How can we not retain even one sinful propensity Како тоа не треба и не треба да задржиме ниту една грешна склоност, if our human nature, if our flesh will be ours till Jesus will come and change at the second coming? Нели, ако нашата грешна човечка природа ќе си ја носиме со нас се доека Христос не дојде, нели, не ја обнови природата во нас. So how can we stop having sinful propensities while our flesh is still ours? Како можеме да запреме, да немаме повеќе грешни склоности, кога нели ја носиме со нас грешната природа? By faith in Christ. By faith in Christ. But what this means? Меѓутоа, што значи тоа? That while we live in our flesh, Дека додека живееме во нашата грешна природа, by faith in Christ, со вера во Христа, we are not led by the flesh, ние не сме водени од таа наша грешна природа, but by the Spirit. туку сме водени од Духот. Одиме по Духот, нели, како што вели Библијата. When we say that because of our flesh we cannot stop sinning, Кога ние велиме дека поради нашата грешна природа, поради телото што го носиме, не можеме да престанеме со грешење, in fact we are saying that flesh is more power than God.
Всушност велиме дека таа наша грешна природа, нашето тело има повеќе сила од Бога, е помокно од Бога. That human nature is powerful than God. Дека човечката природа е more powerful, е помокна од Бога. Now tell me, Е сега кажете ми, the human nature is the result of човечката природа е како резултат на say then. say in English. Yes, the human flesh, Човечката природа, the old man, стариот човек is the result of the work of Satan. You are agree with е that? како резултат на работата на сатаната. Now, if we say that we cannot overcome perfectly sin, Ако велиме дека не можеме совршено да го победиме гревот, we are saying that the work of Satan is more powerful than God. тогаш велиме дека сатаната е помокен од Бога. And he was right when he was condemning God. Yes, yes, yes. Токму така, да. You see, thank you very much. You see how the great controversy theme Ви благодарам. Значи, гледаме сега како науката, темата за големата борба is connected to the subjects of righteousness by faith, е overcoming поврзана sin. и со темата за праведност преку вера и победата над гревот. Brother Danilo. Данило, повели? Сето дека грешиме, се поставува прашањето колку ние веруваме во Христа. Until we see, the question is raised how much we believe in Christ. So, That's a good point. тоа е добра поента исто. It's important for you to understand now Многу е важно за сите нас да разбереме сега that everything what is written in the Bible is very important for us. дека сето она што е запишено во Библијата е многу важно за нас. Every point that was given by God to our pioneers from the Bible Секоја точка од науката која што им била дадена од Бога на нашите пионери преку Библијата it's very important. е многу важна. We cannot renounce or change one single point Не можеме да се откажеме или да промениме ниту една точка without affecting the whole structure of Adventist без theology. при тоа да влијаеме на целата структура на адвентистичката теологија. Do you understand? Дали го разбираме ова? In generally, we are blaming the flesh. Општо кажано, значи ние фрламе вина на телото, нашата телеса, But the flesh has no guilty in itself. меѓутоа телото самото од себе нема некоја вина, не е виновно. Who is to be blamed? Кој, кон кого треба да биде насочена вината? Кој? Our mind. Добро, Yes. нашиот ум, да. But who is creating our mind? Who gives birth to our mind? Who is make our mind to manifest? Where is the spring of our mind? А каде е изворот на тој наш ум, значи кој делува преку него? Satan, but Satan is not inside us. Добро, сатаната не е во нас. Добро, тоа е друго, чекај. So our mind is produced by something. Значи нашиот By ум, what? нашиот ум, како да го кажеме тоа? Our mind is produced by something. е произведен од нешто. сега. What thing, if you take from our body, we remain without mind? What organ? I didn't want it to answer to you. Кој орган ќе остане празен, така да кажеме, ако го извадиме умот ли, така се? Кај се наоѓа умот, мислам, кај? Добро да е главата, ама што има во главата? Мозок. Brain, yeah? Okay, and the brain is what? А што е мозокот? Flesh. Тело, нели? Е дел од телото.
Please think at this. телесата. Размислете за ова. We should not condemn the flesh. Не треба да ја фрламе вината на телото, значи на телесата. We should condemn the mind. Туку треба вината да ја фрлиме на умот. But our mind is produced by flesh, Меѓутоа, нашиот ум е произведен од страната на телото. showing that the mind and the flesh are very, very well connected. Ова само покажува дека умот и телото се многу тесно поврзани. And we are in two possibilities. We exist in two possibilities. Ние екзистираме имаме две можности на нашата екзистенција. The tendencies of the flesh are governing our minds and decisions. Значи имаме две можности за екзистирање. Или, can you repeat? Yes, the tendencies and passions of the flesh are governing the mind. Или склоностите и страстите на нашата телеса управуваат со умот. This is the old man. Тоа е, нели, стариот човек така функционира. Or Или пак our mind is governing the body, нашиот ум управува со телесата. and by the power of the Holy Spirit, И преку силата на Духот Свети, our tendencies have no power because we have the Holy Spirit. преку силата на Духот Свети ги умртвуваме тие склоности и тие немаат сила. This is the new birth. Тоа е новото раѓање. Now, let's find something about those who are saying that we are sinful because of flesh, or we are sinning because of flesh. Е, сега да пронајдеме нешто кое што се однесува на оние кои што велат дека ние грешиме поради грешното тело. Yes, yes. All. Постојат мнозина кои во своите срца мрморат против Бога. Тие велат: ја наследивме Адамовата падната природа и не сме одговорни за нашите природни несовршености. Тие наоѓаат вина во Божите барења и се жалат дека тој бара нешто што тие не можат да го испорачаат. Сатана ја поднел истата жалба на небото, но таквите мисли го обесчестуваат Бога, а Бог ги познава нашите мисли оддалеку. Тој му се обраќа на својот народ велејки: народе мој, што ви направив? И со што ве уморив? Сведочете против мене. Жалителите имаат можност да ги изнесат своите обвинувања против него. Нивниот Творец им дава можност да се обратат. Какви обвиненија имате против него, кој владее против него, оној кој што владее во небесата? Што можете да кажете против неговиот однос кон вас? Што имате против неговото владење? Што имате против неговиот закон? Ако имате да понудите некаков изговор заради занемарувањето да се усогласите со условите на кое што се заснова вашето спасение, обзнанете го сега. Доколку имате било каков изговор за гревот, за нетепранието, за алчноста или за сладострастието, дозволено вие да ги понудите причините. Оние кои би се оправдале себе си за престапите и би ја префрлиле вината заради својата непослушност врз Бога, ќе бидат сослушали. Тие тврдат дека се родени со силни страсти и апетити и дека се обкружени со се нешто што влече кон грев. И дека под едни такви услови не е право да бидат обвинети. Додека ги гледаме слабостите на човечката природа, наместо да се обидуваме да се правдаме во престапите, ајде повеќе да се запознаеме со Божјото Слово. Тоа ќе ги засили нашите умови во време на искушение. So do you understand? Дали разбираме? Јасно е. Also in the time of Ellen White, in the church were some people who were murmuring against God. Исто и во времето на Елен Вајт имало луѓе кои што покажувале незадоволство, мрмореле против Бога. And they were saying, И велеле: we are not responsible for our actions, ние не сме одговорни за нашите дела, for our natural imperfections, заради нашите природна несовршеност. because we have inherited a fallen nature from Adam. Затоа што уште од Адаме сме наследиле падната грешна природа. So who is guilty for this? И кој е виновен за едно такво нешто? What Ellen White is saying?
Што вели Елен Вајт? Кој е виновен? Каде се префрла вината? God. Because he created Adam. So every one of us Заради тоа секој од нас who is saying кој, that кој што вели we are sinners or we are sinning before of our human nature, because because дека ние грешиме заради нашата природа, it's speaking against God. зборува против Бога всушност. They didn't know that they are doing this. Да, тие не биле свесни дека го прават тоа нешто, But this they are doing. меѓутоа го прават тоа. Do you remember that we have spoke about the chains that we do not see? Дали се сеќавате дека спомнавме синџири кои што нели се невидливи за нас? The chains of darkness and unbelief. Синџирите на темнината и на неверието. And because we do not know and do not see these chains, И бидејќи не ги гледаме тие синџири, we believe that we are free. ние веруваме дека сме слободни. But we are in the bondage of Satan. Меѓутоа ние сме заробеници на сатаната. To say that we cannot stop sinning and Да. be absolutely perfect Да се каже дека не можеме да престанеме да грешиме и дека не можеме да постигнеме апсолутно совршенство, means to dishonor God, to blame God. значи да го обесчестиме Бога и да го обвинуваме Бога. Who made the same complaint in heaven? Not identical, but the same complaint. Значи кој направил слични, односно истите вакви обвинувања на небото, кој ги кажал? Satan. So those of us who believe that we cannot keep the law, Значи оние од нас кои што веруваме дека не можеме да го држиме законот, are echoing the words of Satan from heaven. всушност прават ехо на оние зборови што ѓаволот ги кажал уште на небото. So when you hear somebody saying that we cannot perfectly obey the law, Значи кога ќе слушнете некој дека ние не можеме совршено да го држиме Божиот закон, don't be upset on him. немојте да му се лутите He is only the echo of Satan. или да бидете вознемирени околу тоа, затоа што тој само е едно ехо на сатаната. Nothing more. Ништо повеќе. Not man invented this theory, Satan invented it. Оваа теорија, оваа наука не ја измислил човек, туку директно сатаната. Let's look at the end, after the last ellipsis, as we see the weakness of human nature. After the last ellipsis. Adesso. Окей. As we, yeah. Додека ги гледаме слабостите на човечката природа, наместо да се обидуваме да се правдаме во престапите, ајде повеќе да се запознаеме со Божјото Слово, тоа ќе ги засили нашите умови во време на искушение. So you see, in these simple words, we have the solution for our problem. Значи, во овие едноставни зборови овде кажани од жена со трето одделение, го имаме решението на проблемот. When we understand that our sinful flesh Кога ќе разбереме дека нашата грешна природа keeps us in bondage, не држи во заробеништво, we should stop crying треба да престанеме се жалиме and justify our state. и да си ја оправдуваме состојбата. What she's saying, Она што таа го вели е, let us become more familiar with the Word of God. ајде вика повеќе да се запознаеме со Божјето Слово. Why? Because the Word sanctifies and cleans. Зошто? Затоа што Божјето Слово, како што спомнавме, не посветува и очистува. Now, very important. Сега нешто многу важно. It, the Word of God, Божјето Слово will strengthen our minds ќе ги засили нашите умови in the time of temptation. во време на искушение.
So in the time of temptation, Значи во време кога сте кушани, when our propensities or tendencies to sin кога нашите склоности кон грев call us to sin, не повикуваат на грев, not the body is strengthened, не е телото тоа кое што е засилено, but туку што? the mind. Умот добива сила. Why? Зошто? Because the mind must have in control the flesh. Затоа што преку умот треба да се контролира телото. My dear brothers, this is Adventism Драги браќа and sisters and sisters. и сестри, ова е адвентизам. Let's see this image. No. No, it's much easier to understand what a woman from third grade says. Than Yes, all of yes. the- Okay, that's a very, what Brother Borche said, that it is very easily to understand what a woman with 3 grades have said Right. than to read the writings of our theologians. And Нели, I многу agree with полесно, многу him. полесно е да разберете нешто што ќе напише жена што завршила трето оделение, отколку овие со докторати. But you see, it is something in the Bible written about this, Меѓутоа има нешто напишано во врска со во Библијата, that the wisdom of God is foolishness in the eyes of humans. дека Божјата мудрост во очите на луѓето е лудост, нели? And Worldly wisdom. worldly wisdom, yes. And the wisdom of the world is foolishness. А For световната God. мудрост пак е лудост пред Бога, да. So it's very simple. Многу едноставно е, нели? We must choose between the wisdom of God or the wisdom of the world. Мора да избереме меѓу Божјата мудрост и световната мудрост. If we will have the wisdom of the world, everybody from the world will be happy for us. Ако ја имаме онаа световна мудрост, тогаш ќе добиваме, нели, честитки од светот, сите ќе бидат срекни со нас и така натака. Agree? Дали се служуваме со ова? No. Не е така. Зарем сите ќе ни ракоплескаат. If we will have the wisdom of the world, Ако ја имаме световната мудрост, the world will be happy that we have her wisdom. светот би бил среќен затоа што ја имаме таа, ја поседуваме таа мудрост, But always the world will be against us. меѓутоа светот ќе биде секогаш против нас. If we have the worldly wisdom, yes, the world will be against us. Yes. Okay, yeah. Let's take for example, I look thought at I your job misunderstood you, so. Еве, например, вашата работа. and think that you are the most, in terms of wisdom, the highest in wisdom from all your colleagues. Таму Worldly colleagues. каде што работите и да речеме дека еве, ќе си умислите дека сте многу помудри, попаметни од сите ваши колеги таму. What's next? Тогаш што следи? They will love you. Ќе ве сакаат? They will say to you, go and be our boss. Што ќе речат? Ајде стани ни шеф. They do this. Ќе го направат тоа? Не. The world will love that you have her wisdom, Светот сака да ја имаш неговата мудрост, but in the same time the world will hate но во you. исто време светот ќе биде против вас. Now, if you have the wisdom of God, Меѓутоа, од друга страна, ако ја имаш Божјата мудрост, the heaven will be very happy because this. небото ќе биде срекно заради тоа. And tell me how many from the sons of God will be against you because you are wisdom in terms of God wisdom. Во тој случај кажете ми тогаш колку од Божјите синови ќе бидат против вас заради тој факт што вие поседувате Божјата мудрост. No. You see, it's a big difference between this kind of wisdoms. Голема разлика меѓу световната и Божјата мудрост. Now, we go to the next slide. Одиме на следниот слайд. What Ellen White has to say about these 4 points. Што има да каже Елен Вајт околу овие 4 точки, нели што веќе ги видов? She does not agree with Таа any. не се сложува со ниту една од тие 4 точки. She's against every point. Таа е против сите овие 4 точки со кои што се служуваат овие доктори. This is Adventism.
Ова е адвентизмот на десно го гледаме. You mean the What real Ellen White is saying, Adventism. yes. Значи овие се можеби адвентисти, меѓутоа ова е баш адвентизам. This is what Adventists started to believe immediately after 1844. Тоа е она што адвентистите започнале да го веруваат веднаш после 1844, она што го кажува Елен Вајт. They were teaching this till 1950s. Тие тоа го учеле се до 50-тите години од минатиот век. They continue to teach this, И продолжуваат да го учат истото, but somewhere near 50s everything was changed. меѓутоа таму некаде во 50-тите се променило. A new theology entered into the church Во црквата навлегла нова теологија and produced disunity. и предизвикала неединство, раздор. The disunity is not produced by those who are staying for the truth and near the truth. Значи раздорот не го прават оние кои што стојат за вистината, Disunity is the result of a new theology. туку раздорот доаѓа како резултат на таа нова теологија. Okay. I have sent to you this to be Yeah. translated. Okay. Okay. Well, you know what? This was not translated, but I translated it. Oh, it is the Strawman. Strawman. Yeah. Yes. Okay. Okay. I found it in Google. Okay. So, we need to go quickly. Сега малку треба да забрзаме. Brzo, brzo. Okay, we go to the next slide. Tell me what you see here. Што гледате овде? Strašnik, something strašnik. Сламенен човек, така го има опишано, он запишано, меѓутоа тоа е страшило, нели? It's a straw man. Да, сламенен човек. It's a straw man. Човек од слама. How many of you have made straw men in your life? Сте направиле некојаш плашило или страшило во вашиот живот? In the field, yeah. Yeah, in the field. Because of the... Why have you have done this? Because of the birds. Да, поради птиците, нели, за да ги плашите птиците. So, in order that the birds do not come to eat your seeds that you are planting, Значи, за да не слетаат птиците и да не ви го изедат посевот, you set up there a straw man. и ќе поставите некој си плашило, нели? Because when the birds will see that straw man, Затоа што кога птиците ќе го гледаат, they will get scared and will fly away. се плашат и ќе одлетат. Now, I want you to look at a straw man in the form of a book. Сега има паметни птици, да. I want to see a straw man in the form of a book. Сега би сакал да видиме едно страшило, ама во форма на книга. This is how the Adventists are scared Ова е начинот како адвентистите се плашат, in order to not go за да and eat the seeds of the world. не појдат и не го консумираат семето на словото. Do not go and eat our history, past and beautiful history. За да не ја консумираат онаа наша прекрасна историја. I remember to you the book Gets Character and the Last Generation. Ви спомнав за оваа книга, Божиот карактер и последната генерација, Is written by 12 Andrews University professors. која што ја напишале 12 професори од Ендрус универзитетот. Giri Moskala is the dean. Джири Москала, тој е декан на Декан. факултетот. Darius Yankevic is from Serbia. Дариус Јанкевиќ, тој е србин по потекло. Ranko Stefanovic, Ранко same. Стефановиќ, го знаеме. Woodrow Whedon, we read from him last Удро evening. Уиден, прочитавме нешто и од него. Dennis Fortin, the former dean of Andrews. Денис Фортин, претходниот декан. Let's see what they are saying to us. Да видиме што тие ни велат. Активноста на луѓето не дава било каква основа за одбрана на Божиот карактер или за тоа дека Бог ќе победи во големата борба. So,
Stay away from the last generation theology Значи, оттргнете се од науката за последната генерација. because this theology is dangerous for you. Бидејќи оваа наука е опасна за вас. Those who believe the last generation theology Оние кои што веруваат во ваквата наука за последната генерација, will teach you that God depends on humans in terms of his honor. ве учат дека за да биде одбранета Божјата чест, Господ зависи од луѓето. That the church will vindicate God's character. Дека црквата е таа која што треба да го одбрани Божјиот карактер. Stay away because this is not the truth. Оттргнете се подалеку од нив затоа што тоа не е вистината. Let's see what a simple woman has to say. Ајде сега да видиме што има да каже оваа жена со три оделенија, со трето оделение. It is after. После падот на Адам и Ева во Едем, Господ кажал: јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе, тој ќе ти ја сотура главата, а ти ќе му ја сотураш петицата. Битие 3:15. Непријателството се развива и се манифестира кај едни со тоа што тие ја примаат вистината, а кај други преку нивното непријателство кон вистината и праведност. Едната група го одбранува Божиот карактер, го зачува редот, прекратува со злото и ја одбранува Божјата чест. One class will do what? Една група што ќе стори? Го брани Божиот закон. Vindicate the law of God, Ќе го одбрани Божиот закон? what Jesus has done in his work. What Jesus? The group will vindicate Yes. the same as Jesus was vindicating. Значи, истото таа група на крајот ќе го одбрани Божиот закон, исто како што и Исус го одбрани. This group will vindicate the honor of God as Jesus vindicated the Ќе honor of God. одбранат и Божјата чест, како што тоа го стори исто Исус. Now tell me, with the words of Ellen White in front of you, Е, сега кажете ми, со овие зборови од Елен Вајт пред вас, can you agree with the straw man? дали може да се сложите со ова страшило? That's why it's very, very important, my dear brothers and sisters, to know what Adventism means Затоа е многу важно, драги браќи и сестри, да знаете што значи адвентизмот. theologically and historically. И теолошки гледано и историски. We believe that there is no connection between our theology and our history. Ние веруваме дека нема никаква врска меѓу нашата теологија и нашата историја, But there is a very powerful connection. меѓутоа има и тоа каква врска. We cannot split theology from history and history from theology. Не можеме да ги одделиме, значи едното од другото. They are going together. Тие одат заедно. Look at the people of Israel. Погледнете ги израелците, например. Can you separate their history from their religion? Дали можете да ја одделите нивната историја од нивната религија? Тие се неразделни. You cannot. No. In the Bible, the sacred history is connected, perfectly connected with the sacred doctrine. Значи во Библијата светата историја е совршено поврзана со светата наука. The same, the sacred Adventist history is connected with the sacred light that we have received. И исто така и адвентистичката историја е поврзана со она наука која што сме ја примиле како адвентисти. Now a question. И сега прашање до вас. Which is the title of the study of today that we have made? Кој беше насловот на денешното проучување? They don't remember. Ivo, I don't. Well, Seed? No. United Church and something else. Something. Се обидувам ја да ми текне првиот слайд, значи беше со насловот, ама не ми текнува баш до крај.
Do you remember or not? Се сеќавате или не? Данило? Two Gospels. Two Gospels. Да, тоа го имаше во насловот. Perfection. True Gospel, Две Евангелија, a conflict, Судир и and an United Church. united church. Обединета црква. So because we have two Gospels, Значи, затоа што имаме две Евангелија, we have a conflict, имаме Судир and our church is not united. и нашата црква како резултат на тоа не е обединета. In order for us to be united, Со цел да бидеме обединети, we should stop the conflict. мора да запреме судирот што постои. And the conflict can be stopped only when we'll have only one gospel. А судирот ќе запре, ќе престане само кога ќе имаме едно Евангелие. And we can have a gospel, one gospel, А можеме да имаме едно Евангелие, when we will understand кога ќе разбереме that the Bible дека Библијата, has only one definition of sin. дека во Библијата има само една дефиниција за греот. This is the core of our problems. Тоа е суштината на нашите проблеми. If you understand that sin Ако разбереме дека греот is simply the breaking of the law, е едноставно кршење на законот, како што вели Библијата, we will have only one gospel. тогаш ќе имаме само едно Евангелие. Do you know what unity is? Дали знаете што значи единство? Што What do you што think подразбира? unity is? Што подразбира единството? Повели? Една Евангелие на вистина. One gospel, one truth. One gospel, one truth, correct? Something else? Единство во Божјата заедница на ова земја од почетокот до крај било исклучиво само кога заедницата била во прогонство. Никогаш повеќе. Заедницата кога била во The church was united изчистена, only during the persecution because it was cleansed. The church was cleansed. престанувало прогонството. Натре брегувале секакви елементи Добро, тоа е суштината, да го кажа. до краја. Да. Yeah. Yeah. Something else. What is Добро, unity? Нешто друго? Некоја друга идеја? Што е единство? Што представува единството? One in the spirit, One in the spirit, yeah. in the goals, Let's find the answer. perfection. Ајде да го пронајдеме одговорот. Very, very careful. Од жената со Is the last трето деление. slide. Апостолот продолжува со следните зборови. Браќа, ве прекорувам во името на нашиот Господ Исус Христос. Сите да зборувате исто и да нема раздори меѓу вас, туку да бидете совршено соединети во еден ум и во една мисла. Павле не би апелирал до нив да прават нешто што е невозможно. Единството е сигурен резултат на христијанското совршенство. Тоа се зборовите на Павле, да. So everybody in our leadership wants unity. Сите во раководството на црквата посакуваат единство. But unity is the sure result of perfection. Меѓутоа, единството е сигурен резултат на совршенството. And the perfection is the sure result of a good and the correct theology. А совршенството е сигурен резултат на една добра и точна наука, теологија. So if you want unity Значи, ако сакате единство between you, помеѓу себе, you should have one gospel. мора да имате и да верувате во едно Евангелие. Don't forget. Не заборавајте. Paul would not have appealed to the church to be united Дека Павле не би апелирал до црквата да биде обединета, if this is impossible. ако тоа е нешто невозможно. Paul asked the church to be united Павле барал од црквата да се обедини, because he knew that God
can create a united church. Затоа што знаел дека Господ го може тоа, може да ја обедини црквата. And this unity И ова единство is the sure result of Christian е perfection. сигурен резултат на христијанското совршенство. May the Lord help us to understand this, Нека Господ ни помогне да ги разбереме овие нешта, to consecrate ourselves to Him да му се посветиме себе си на Него and ask Him to fulfill in us and in His church everything what He is desiring. и да бараме да го исполни во нас и со црквата сето она што тој го посакува. May the Lord help us. Amen. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.